Најпрвен би сакала да се заблагодарам за ова денешна расправа, заради тоа што ова мора да биде модел на кој што ќе се обидеме како собрание да ја оствариме нашата надзорна улога, улогата која што често зборуваме дека е заборавена, а всушност е многу битна, бидејќи вака ги гледаме проблемите одблиску, а во исто време го даваме својот придонес за решавање на проблемите кои што ги имаме. Разгледувајќи ја целокупната документација и сето тоа што кореспондирале различните институции, а и вие, госпоѓо Мамбера, вие сте координатор на работната група на неевидентирани лица во матична книга на родени и од кореспонденцијата видов дека всушност сте имале макотрпна работа. Да се координира помеѓу институции кои што доцнат со одговори, дури и по цела година, значи една неодговорност на институциите. И јас се извинувам, меѓутоа морам тоа овде да го констатирам. На ваше барање, истите, односно на барање податоци одговараат после 5-6 месеци. Дури имаме пример и каде што на барање на народниот правобранител одговараат дури после цела година. Од ваквата неодговорност, ваквата неажурност на институциите, всушност ние имаме проблеми во секоја област. Во исто време морам да констатирам дека она што го зборуваме овде, дека без компаративни анализи, без конкретни податоци од лице место, без предочени проблеми од страна на сите институции, се носат закони кои што е нормално дека ќе створат своји проблеми. Сега, бидејќи видовме дека кореспондирате и дека јасно е што е проблемот. Во 13 цифрениот број, неможноста да се имплементира и да може да кореспондираат институциите меѓусебно, меѓутоа на нацрт имам извадок од нацрт записник на 63-та седница на владата на Република Македонија од 20 јули 2022 година. Јас се извинувам, меѓутоа морам да речам дека записник со задолженија без рок не е задолжение. Тоа значи дека секоја институција кажува дека формирала работно тело, дека постапува, а не постапува. Кажете ми вие, колку од овие институции кои што имаат добиено задолжение го оствариле своето задолжение? Колку ги подготвиле потребните законски измени за кои што имале задолжение пред 8 месеци и за колку време овие предложени, односно потребни измени кои што констатирала владата дека се потребни да се направат, истите ќе бидат завршени и пуштени во собраниска процедура. Тоа е она кое што нас не интересира како пратеници и она кое што ги интересира граѓаните кои што веќе 2 години, имајќи закон, не можат да си ги остварат своите права. Конкретни работи не интересираат. Ви благодарам.